Ова е Петре, тој продава зеленчук од својата бавча на пазар. Дали Петре може да биде обврзник на ДДВ? Според Законот за ДДВ и Законот за персонален данок од доход, Петре остварува приход од промет на производи и самостојно ја извршува дејноста. Но според Законот за трговски друштва, тој не може да стане обврзник на ДДВ. Индивидуалните земјоделци не се третираат за трговци, па од тука и нивната дејност не е стопанска дејност, освен кога е определена како предпријатие. Со вакви и слични нејаснотии се соочуваат граѓаните кога треба да одлучат дали да се пријават или не како ДДВ обврзници во управата за јавни приходи, доколку оствариле годишен прилив од над 1 милион денари. Затоа граѓанскиот сектор бара прво да се расчистат правните нејаснотии, па потоа да се спроведуваат законите. Ова е Африм, тој е научник, пишува научни трудови. Неговиот главен приход се грантови за произведување авторски дела. Дали Африм може да биде обврзник на ДДВ? Според Законот за ДДВ, не. Се додека авторските права остануваат кај Африм, а авторското дело може да го ужива општата јавност, не настанува промет. Преносот на авторските права, прометот, ќе настане кога Африм ќе го издаде и продава своето авторско дело преку издавачка куќа. И според Законот за персонален данок од доход, не, приходите од професионални и други интелектуални услуги не се подведени под стопанска дејност, само како самостојни дејности. Законот за ДДВ сега не овозможува правна примена на одредбите за оданочување на физичките лица и со тоа го подкопува владеењето на правото. Ова го констатирале неколку невладини организации, Finance Think, Центарот за економски анализи и Центарот за даночни политики. Во студијата што ја изготвиле бараат Законот за ДДВ да ја допрецизира стопанската дејност и да се одреди што се подразбира под нејзино самостојно вршење и тоа да се усогласи со законите за персонален данок и за трговски друштва, да се одреди и колку трансакции требало да бидат направени за таа да има третман на стопанска дејност. За да потпадне под терминот стопанска дејност, лицето што го врши тој промет треба да генерира стабилен приход на континуирана основа и кој што треба да предпочита остварување на иден доход. Се бара и да се отвори регистар на физички лица обврзници на ДДВ, согласно меѓународната класификација на занимањата, а секој што во него ќе се запише да ја наведе својата стопанска дејност. Милица е консултант, ги советува големите компании од телекомуникацијскиот сектор за нивните бизнис процеси. Дали Милица може да биде обврзник на ДДВ? Според Законот за ДДВ, да, таа пружа услуги на правни лица. Според Законот за персонален данок од доход, не, приходите од професионални и други интелектуални услуги не се подведени под стопанска дејност, туку само како самостојни дејности. Ова е Тамара, таа е истраден уметник пејачка. Дали Тамара може да биде ДДВ обврзник? Според Законот за ДДВ не, кога Тамара настапува на настани од отворен карактер, на пример на плоштад. Според Законот за ДДВ да, кога таа настапува на настани за кои посетителите треба да платат влезница, но според Законот за персонален данок од доход не, приходите од професионални и други интелектуални услуги не се подведени под стопанска дејност, туку само како самостојни дејности. Откако предходната влада пред неколку години со цел да собере повеќе пари во буџетот, обврската да бидат ДДВ обврзници им ја наметна и на членовите на управни и надзорни одбори и на издавачите на деловен простор, сегашната власт од стартот на годинава уште повеќе ја збуни и револтира јавноста, со тоа што побара практично сите физички лица да влезат во режимот на ДДВ. И нас особено не изненади што во потрагата по тој фискален простор новите власти продолжија со толкувањето на генерално општо толкување за физичките лица како даночни обврзници, значи еден поширок опсек на толкување на законот за тоа дека физичките лица сите треба да бидат даночни обврзници за данокот на додадена вредност. Невладините бараат и јасен правилник за тоа кои проекти, на пример ИПА, се ослободени од ДДВ. Од УЈА па се бара и да направи анализа дали трошоците за администрирање на овие даночни обврзници нема да ги надминат даночните приливи што ќе се остварат.